Здраво на сите, добре дојдовте во уште една наша епизода на Орнакаст. Денешни наши гостенки се едни две млади и убави амбициозни архитектки, Горана Стојановска и Исидора Несторовска. Здраво. Здраво. Добро ви дојдовте. Благодариме, добро ве најдовме. Се надевам дека убаво ви е вака кај нас. Да, вака. Не ви е прв пат. Точно. Опуштено баш, мислам, пријатно, маца трема, ама така и секогаш прв. Кога би се опишале со една реченица? Како би се опишале? Ја може би како едноставна, но комплицирана личност. Мислам, звучи чудно, ама реално така се доживувам. За некои работи сум многу едноставна, за некои работи сум многу комплицирана. Исто така тоа се одразува и во работата, на сите полиња од животот, така да. Многу едноставно, ама сакам да си го комплицирам животот. Зависи од ситуацијата, неверојатно. Мислам дека исто би се опишала. Така е со се. Пробуваме се да биде едноставно и на крај се комплицирам некако. На крај too much complicated. Да. Може би исто одговоривме поради тоа што многу време поминуваме заедно, па најверојатно исто се доживуваме. Си наликувате една на друга. Да, така. Да, последно време не прашуваат дали сме сестри. Тоа е. Многу долг период сте заедно изгледа. Така. Колку време работите заедно? Ние реално се запознавме на факултет. Прва година на факултет. Може би више 7-8 години. Сме заедно работиме. Исидора е првиот човек, односно првата колешка со која што сум работела. И од која се споивме, не се разделивме, така да. Да. Мислам дека нема поминато ден да не сме заедно, така да. Супер. Да. Многу ме интересира како се јави љубовта за архитектурата. Кајва си интериерното уредување, бидејќи ние најмногу соработуваме во делот на интериерно уредување. Ме интересира оние први моменти на изливи на емоции кон професијата или можда почетоци. Вака, мојата приказна ќе биде малку подолга. Нели едноставно, ама комплицирано. Така да, ја уште од мала имам афинитети кон уметноста, кон цртањето, кон боите, кон сите ствари кои што се поврзани со креативност. И што од дете, сите околу мене ми вика: Горана, ти треба да бидеш архитект, ти треба да бидеш уметник. И јас тогаш, мислам тоа е на мои 9, 10, 11 години, викав: каков архитект, па зградите немаат живот. Кај јас архитект ќе бидам, не можеш ништо да направиш со тоа. И како поминуваше времето, решив дека ќе бидам доктор. Колку не. Да, колку каков прелаз. Решив дека ќе бидам доктор. У средно училиште, мислам тоа беше мојата финална одлука. Додека еден ден, 4-та година, татко ми не седна и ми кажа: Горана, па ти не си за доктор, не знам зошто би била ти доктор. И ја викам: тато, па тоа е нешто што сакам да бидам, јас сакам доктор да бидам. И он вика: ама ти не си, твојот карактер не е за да бидеш доктор, ти си за нешто креативно, ти си за да бидеш уметник. Не се секире, знаеме дека во уметноста нема пари, ама ние ќе те поддржиме, биди нешто такво. И така работев летото после 4-та година средно и ми излезе спонзорирана реклама за архитектонски факултет. И така ми се заврти у глава, викам: ја може би треба да бидам архитект, интересно ми е. И понеделник беше, отидовме со татко ми на архитектонски факултет, август, со деканот да разговарам, за да прашам кога е подготвителната за приемен испит. И тој ми каже: извинете колешке, подготвителната помина у јуни. Ја викам: добро, тогаш ќе се видиме. Отидов на приемен испит, ме примија и некако на почеток првата година не можев да се пронајдам. После сватив дека навистина сум го погодила тоа што го сакам. Стварно почнав премногу да го сакам, многу да ме интересира и не знам, ништо друго не би одбрала на страна од архитектурата повторно да имам опција да бирам.
Така да, некако така завршив како архитект и многу сум сретна поради тоа. Мислам дека тоа е мојата приказна на пократко, можев да бидам и подолга. Мислам дека во секоја професија не можеш да бидеш успешен ако не ја сакаш да ја работиш точно. нормално со љубов, ама во нашава конкретно стварно треба многу љубов, бидејќи одзема многу голем дел од нашето приватно време. Точно. Значи нашата работа не завршува. Дури не Го заврши. имаме правено долго на муабет со Горана, значи си за клиентот секогаш треба да си достапен и си секогаш достапен и во 8 и во 9 и во 10 навечер. Ама ако не си достапен, некако осеќаш грижа на Да, совест. да. Пред тоа што некогаш ќе се изнервирам и викам, срамата. Не враќам во 10, Морам на да што вратам. личи Морам да Минува вратам, да. 15 минути, викам, ја морам да вратам, Да, не да, можам. да. Да, ама интересно мислам. Имаше една ситуација, се сеќавам, работевме еден проект заедно и Горана ми пишува порака да не е доцна да ти се јавам и јас му викам не е сега, за 1 сат ја ми мисле. Као да си легни да го заспиам бебево, па ќе се слушниме, ќе го средиме, то не се секире, ќе го средиме. Да, исто Во имаше 12 сат Да, нема вечер. граница. Да, исто имаше ситуација, требаше, мислам дека петок да се видиме, јас нешто не можев. Ти викам вече недела, може недела највише Да, не одговара. најслободно сум тогаш. Тогаш најмногу Најдобро време ќе ти недела. посветам, да. Така да. Тоа е, мислам. Сите имаме сличности во оваа професија. Најверојатно сите Се соживуваш со Да. клиентите, се соживуваш со тоа што го работиш, инволвирана си во процесот, сакаш да ги направиш на крај среќни, да Да. бидат задоволни Но и не нормално само е дека тоа. треба многу енергија, љубов и труд. Да. И навлегуваш во животот на луѓето. Да, целосно, да. Да. Твојата приказна и твоите почетоци? Мојата едноставна, но комплицирана. Јас од секогаш сум сакала да работам нешто што е поврзано со уметност. Ја исто како Горана, секогаш сум сакала да цртам, настроена сум била кон уметноста, кон бои, кон се ме интересирало. И јас сакав прво уметничко да одам. И ајде, што би можело да биде поврзано со уметност, но да биде и практично на некој начин. И викам, ајде архитектура, зошто да не? Ајде да видиме што е ова. И памтам, мислам, прво предавање баш, имавме конструкции. Ја мислам архитектура, готово, градиме. Значи, тука одма. И професорот вика, го сечеме зидот, ова е детал. Викам, како го сечеме зидот? Зашто да го сечеме зидот? Викам, и седам, викам, како ќе го сечам зидот? Викам, што е ова? Па имавме, знам, прва вежба ни беше проектирање да цртаме коридори на архитектонскиот факултет. И професорката вика, ќе го цртате коридорот. Коридор, како да сечам зид сега? И сум застанала таму. Сите цртаат, ја гледам. Викам, чекај, па не требаше ова да цртам. Што е се ова? Ајде изгуглам. Боле на уметнички да идам. Ќе сечеме зидови се. И некако така, јас се чудев на почеток, викам, кај Во прва година сите мислам дека Да. така сме Шок. збунети. Зборуваат Што ни се како- случува, дали е тоа Да. тоа. Професорите зборуваат како архитектурата е жена, како е убавина, како ти гледаш, викаш, од кај се? Ама ете така и се пронедов полека и со неа заедно од почеток. Она ми објаснуваше конструкција и она не знаеше. Се учела, дури ти објаснувала. Да, така. Па искочи дека на иста улица живееме. И така. Супер екипа. Да. Се споивме после. Јас знам дека многу долго време кога одев на патувања не правев слики од себе, туку правев само од згради, куќи, фонтани, паркови. И стално другарките ме зафркаваа, супер ти се сликите на тие две што си ти слика. Чекај да видиш Да. кај Што е ова се? Значи, тоа е тоа. Патот е тој. Да. Ме интересира да ми кажете нешто за вашето прво искуство. Односно, дали се сеќавате кој прв проект сте го работеле онака сериозно со клиент? Ја долго време работев за странство. Генерално, мислам, не работев проекти во Македонија. Работев во студио за архитектура и дизајн. Мезанин се вика студиото. И имавме еден проект за Македонија,
Мислам дека вече тогаш се запознавме Да. јас и ти. Проектот го работеше една моја колешка, ја го наследив и требаше да ја контролирам изведбата на тој проект. Прв пат тогаш стапив во контакт, нели, со клиенти, ама најстрашно од се ми беше кога отидов на терен и сега јас треба да објаснам на сите што треба да прават. Како викам ја да објаснам сега на сите? И да ме разберат. Да, викам, добро, ајде ќе сватиме. И одам јас во, стан, во станот, тука стои изведувачот, тука стојат електричарите, тука стојат водовоџиите. И сите мене ме прашуваат. Мене притисок, викам, леле, како да им кажам јас дека ја не знам што да им кажам. Уствари, проектот не беше ни твој? Не, проектот не беше мој, тоа дополнително ги искомплицира работите. Притисок? Да. И така некако тоа беше моје прво искуство со клиент. Вака посериозно искуство, претходно сум имала искуство во некои приватни проекти што имам работено, ама тоа е за блиски луѓе, на сите почетоците Опуштен се си, такви, да. Најверојатно со блиски луѓе и се разбираат. Тука учиш како да се справуваш со луѓето, како да функционираш, како да ја сваќаш работата, нели? Ама ова беше едно моја прво искуство у кое што едва и се снајдов. Ама Да, ме научи многу. Ама многу, да. Да, ме научи Тие таквите најтешки моменти, мислам дека најголеми лекции се. Да. Ме интересира од каде ја добивате инспирацијата? Од каде најмногу се инспирира? Од се. Имавме една колешка, што ја запознавме од Струга. Она ни викаше, мене ми фали муза. Не, глобала во нашата професија, затоа што пак е поврзана со уметност, со се, мислам, кај мене барем, и она би се согласила дека е се околу нас, но исто така и мислам дека и љубов, најмногу од се. Кај мене можеби животот на луѓето ми е инспирација. Да. Генерално многу сакам да комуницирам со луѓе, да запознавам нови луѓе. Имаме пракса пред да правиме некој проект, онака баш да седнеме и да разговараме со луѓето, поради тоа што кога работиш нешто кое што е поврзано со животот на други луѓе, а ова е, мислам дека многу тесно поврзано со животот на други луѓе, мора да ги запознаеш, онака баш да ги запознаеш. И некако инспирацијата ми дојде од нив. У зависност од тоа за кого се прави проектот. Мислам, така некако. На страна од тоа, сите не инспирираат, нели, убави објекти, Патување. убав мебел, Да. патувања. Мислам, Се. на страна од тоа, ама можеби за мене лично, луѓето ме инспирираат. Така некако Одлично, се согласувам целосно. Да, инспирацијата. Тоа ми е... И сум го размислувала. Бидејќи задачата е на крај да го направиш домот да биде нивен. Да, Да. точно. Ти ќе го завршиш проектот за месец, за 2, за 3, за година, Они ќе небитно. живеат Да. таму. Они ќе останат да живеат Да. таму многу подолго, нели, од нас. Тој е оној момент кога доаѓаме во секогаш на она размислување дали треба нешто да доминирам со стилот кој што го работам, дали да го задржам мојот стил на работа или треба да се прилагодам на клиентот до која граница. Секаде треба да оставиш и печат Точно. како архитект, да го Да. задржиш стилот кој што го имаш, односно го работиш, а од друга страна треба да го задоволиш клиентот и да биде во рамките на нивниот вкус и стил кој што тие го живеат. Да, да. Тоа е една од најтешките задачи, мислам дека. Мораш да се приспособиш на нивниот живот, нивниот начин. Многу често работиме и, односно, мора да изведиме и нешто што не ни е по кејф, да бидеме реални. Имало такво нешто кај вас? Па да, мислам, Да, ма пробуваме да го неутрализираме на некој начин. да. Ам, Како што кажа Горана, пробуваме да најдеме баланс да. од нашето мислење и на клиентот. Да. Ма сега му мислиме дека се што некој ќе побара, ако добро го искомбинираш, ќе се вклопи. Да. Точно. Не може да има
лошо нешто. И може да има лошо искомбинирано нешто. Мислам, Така е, да. некако... И нешто што не може да функционира едно. Или не е Не е функционално практично едноставно, воопшто, да. Не е практично. Да, ама кога се работи за функционалност, некако луѓето на крај на денот сакаат да им биде функционално. Да. Може би ние сме тие што неќеме да им биде најфункционално у некои ситуации. Повеќе се држиме на естетиката. Да. Да. Најверојатно сме ние од таа страна која што влече поише на убавина. Мислам, сега функционалноста е најбитна. Ама некаде може функционалноста да трпи. Реално. Да. Некаде. Ако не е толку многу потребно. Да. Се бориме, ама. Борба е Мислам. малку, ама ќе биде. Се случува и да презентираш проект и да побара клиентот да смениш целосно бои, да го послушаш, да ги смениш, да дојде на втора презентација и да кажи право бев, тај ќе го вратиме првиот точно, проект. мислам дека тоа Да. е у Тоа најповеќе е случаи. најчесто за да можда и да види, затоа Да. што Да. секогаш луѓето не можат да си ги најчесто не можат да ги представат работите нормално, бидејќи не Да. си во нашата професија. Да. И треба да им ги доловиш, да ги видат и да видат стварно дека едното со другото нема да оди. Точно. Така. И ќе се вратиме на почеток. Битно е дека се разбравме, тоа е најбитно. И сите сме хепи. Да, така. Мислам, генерално, мислам дека и луѓето имаат од сите страни им се наметнати различни дизајни, различни, не знам, гледаат слики на Инстаграм, гледаат слики на Pinterest, гледаат слики на Facebook, сега најново гледаат на TikTok. И, например, имаме клиенти ќе дојдат со милиони идеи. Например, му се свиѓала оваа вратечка, ама му се свиѓала оваа маса, му се свиѓала онаа фотел. И тоа се е толку многу различно. Да. Да, и некако практикуваме да им кажеме да ни пратат само 3 слики, тоа ни е најнова мерка. Значи, пратете ни 3 слики, ние сакаме... ние ќе ви го прочитаме стилот, дајте ни да направиме нешто што мислиме дека ќе одговара на вас, па после ќе се договориме и функционира, навистина функционира. Да. Пошто кога ќе ги натераш да одвојат 3 слики кои највише им се допаѓаат, тоа некако е добитна комбинација. Иначе Да. истава тема ја размислувавме и ја коментиравме меѓусебно колегите дека треба да се ограничат бројот на фотографии затоа што најчесто се случува да ни покажат референтна слика од тоа што им се допаѓа, но нив им се допаѓа целосно фотографијата, односно цел концепт. Да. Да. Има уметнички слики, Естетиката. има украси, а ние разговараме за некоја ТВ комода. Не им е ТВ комодата во сликата најубава, односно цел концепт Да. им е она што им се допаѓа најубаво. Ама затоа вака со ограничувањето да и полесно е да се разбериме, бидејќи ќе се насочат конкретно стварно на она што им се допаѓа да го доловат, за да не бомбардираат и нас информација, бидејќи најчесто и ги ќе те збунат на крај. Да, така. Мислам, и ти кога ги гледаш сите тие слики, тебе ти е конфузно, не можеш да сватиш што сака човеков сега да искомбинирам нешто да направам. Баш имавме една ситуација сега пред некој време, работиме еден стан, и му кажуваме на клиентот, прати ни само 3 слики. Он малце се потресе. Како си да 3 слики? Јас имам Како? 333. Ја имам повише сакам да пратам. Ние, во ред е, прати повише ако сакаш, ама знаеш, ние Задржи се на 3 главни. Да. Така да има и тоа, мислам. Се сеќавате на некое најтешко искуство што сте го имале во работата до сега? Најстресно, Може би најтешко ни е кога нешто мора да се заврши најбрзо на свет. Тогаш оди најспоро. Да. Да. Поради тоа што на сите премногу им се брза. Тогаш и Марфи е тука се цело време присутен. И се е за вчера. Да, и ќе фати празник. 4 дена ништо нема да работи. Това за кога е и се смееме, за вчера. За вчера. Да. Така да најверојатно у некој од таквите проекти сме имале. Да. Мислам дека на сите ни задава најголем стрес. Времето, рокот. Мислам, ако е реален, не. Ако е нереален, е стварно голем товар и стрес. Да. Точно, така. Да. Поради тоа што Мора се да се искомуницира. Мора се да биде точно. Нема простор за грешки. Да. И тука За да не биде касно. притисок. Едноставно. Тоа се случуваат најлошите работи. А поврзани се сите фази една со друга. така да мора да имаш многу нерви,
и Трпение. трпение и да научиш да работиш под притисок. Тоа се трите работи кои ти требаат, генерално Да. мислам дека. Ама добро. Пак и тоа е интересно и у тоа има нешто што и на тебе ти представува предизвик. На крај на денот предизвик. Да. И Затоа и се посебно ако вкушташ. изгледа Да. добро. Мислам, верче имавме таков проект. Да. Ама на крај излезе многу добро. Тоа е така да. најбитно и забораваш на сите маки што си ги поминал во текот на изведбата. Крајниот резултат е најбитен, односно кога клиентите се срикни, задоволни, Да. кога ќе ви кажат фала ви многу, Да. многу ве сакам. Така. Тоа е најбитниот момент. Да. Ама па од друга страна, вака кога сега размислувам, мислам дека понекогаш и посакувам да бидат проектите такви. Преди тоа што кога нешто е оставено да тече полека, ти е намисла многу долго. Не знам како да Да, објаснам, ја не те знам свакам. дали сте Да. почувствувале нешто Да. такво. Да. Кога некој проект многу долго трае, си викаш, Да. абе, Ај, требаше нека да биде и овој заврши. за еден месец. Да. Онака баш, леле, како испадна оној за И еден колку месец што повеќе го се прави. влече, Да. толку повеќе се Да, влече. тоа и зависи од клиентите. Има клиенти кои што сакаат така и побавно додат Да, работите. Да. И ние сме тие кои што ги форсираат и ги гурат. Ајде Да. дојдете, ајде да одбериме ова, ајде дојдете, ама ајде ќе дојдеме следен четврток. Ама да, Така, и така. многу долг период и не е окей, и тоа не е окей, да, во друга Викаш, крајност. Има нешто да се направиш, што беше, чекај да ми Да, текне и ти да. стои. Ти веќе си влегол во друг, во нови луѓе, Да. нови клиенти, а уште имаш влечиш стари. Така да. Некаде у средина. Да. Можда. Најубаво. Да Најдобро. заокружиме на некои 2 месеци. Да. Една недела. 40 работни дена. 40 работни. Да. Ама тука треба да говорите работни да се потенцира. Да, тоа е многу битно. Да. Мислам дека немаме работни денови. Освен интериерното редување, вие како проектанско биро работите со целосна изведба. Така. Односно ги поминувате сите фази. Сите фази, да. Работиме проекти до ниво на идејно решение. Проектите кои што се за целосна реконструкција, натрешно реновирање, тие ги работиме да со сите фази. И тоа е маце покомплицирано. Да. Тоа е веќе стрес. Тоа е веќе Е, стрес, ама мислам дека сме навикнати више По И- темпото. по Да. темпото и некако мене ми е задоволство. Не можам да се разбудам од сабајле ако не ми се јават 10 луѓе на телефон и кога нема да ми се јават, ми фалат некако. И така да, генерално многу ми се допаѓа. Затоа што си воркохолик. Да. Многу ми се допаѓа. Кога нема да ми се јават, и се јавам јас, ало, да не сте ми лути? Дали е се во Зашто ред? денес никој не ме бара мене? Никој не ме бара, дали е се во ред? Така да. Мене ми се случува тоа кога сум некогаш дома, не сум добра нешто здравствено и не ми звони телефонот од колегите. И јас ги барам. Што се случува? Се окей? Зашо никој не ми се јавува на телефонот? Па нели си нешто болна? пропуштате. Ама Па не, јас само лежам. да, не, окей сум, може не спијам, може да ми се јавите, кажете ми што се случува. Ама Така. тоа е кога се влезе во кругот некако не престанува. Да, и мислам до карактерот на човекот дека. Така. Мислам дека тука веќе нема карактер. Мора да се... Само да се работи, ништо друго да не се прави, само да се работи. Да се работи. Јас кажав дека од почеток ве најавив дека сте амбициозни. Дали за вас постојат тешки и лесни клиенти? Односно како се справувате со едните и со другите? Се смееме. Постојат, да. Ама некако на крајот и тие што се тешки стануваат лесни, Точно. поради Да. тоа што си го наоѓаш моабетот, некако Да. можеби нашава професија повеќе влече кон психологија, ако можам така да се изразам, пошто на крај на денот 99% си ти психолог, 1% си дизајнер или архитект или што и да е, поради тоа што нели мора да го запознаеш човекот и кога ќе го запознаеш више
Се ти е нормално и се ти е прифатливо, Да, и учиш како да разговараш со него, За да те разбере. Да, така, и некако на крајот се сведува дека нема тежок, најверојатно. Се Да. согласувам. Да. Поради тоа што мислам дека тешки клиенти се оние кои што на почеток не се доволно запознаени со тоа што треба да се што се опфаќа еден проект, која убаво ќе му објасниш. И кога ќе види во Да. текот на процесот, и кога ќе види дека се трудиш, да му Да, објасниш дека да. си тука за клиентот, Станува лесен и више сте Да. пријатели Точно, некако. точно. Така. затоа што тоа е Едноставно треба му станува доверба. јасно, да. Ја стекнува довербата, битно му е се среќава со нешто непознато. Да. Треба Што да му се сосема објасни, човечки да. има бариера на почеток. Затоа што за нас е едноставно. Знаеме што работиме, знаеме што треба да се направи. Некој кога ќе дојде, нема појма како сега ќе го реши. Што значи тој проект сега? Да, Што почнуваме да Да, правиме? да. рендер ќе му кажеш на некој. Да. Да, рендер е непознат поим. Непознат појм, Да. едноставно. И полека кога и клиентот ќе влезе во самиот процес, Да бидеме реални, то пред неколку години кај нас проектирањето не беше на тоа ниво како што е сега. До пред 10 години многу помалце се продаваа проекти како со идејно решение. И беше тешко да му го соопштиш тоа или едноставно луѓето не ангажира архитекти за да ја завршат работата. Сите нас поголем Да, така. процент на луѓе сами ги работеа проектите, односно сами уредуваја, сами ги поминуваја фазите со мајстори нормално со помош. Сега е веќе друга фаза, друга ера и веќе луѓето се посвесни дека им е потребен проект. Првично затоа што треба многу енергија и време и второ заради тоа што се прават многу грешки. Така. И мислам дека е веќе секој си бара проект, секој си бара да му ја заврши некој работата како што треба професионално, да нема главоболки, а и нормално во текот на работењето да не се трошат непотребно пари, бидејќи исто така е многу битно со еден клиент да знаеш и финансиски како да го заштитиш, односно да се направи на финансиска конструкција и да се држиш до Така. сето тоа за да не излези од рамките. Тоа сам нормално човек со друга професија не може да го изменаџира реално. Точно. Не, Да. никој случај не сам. Си бара многу енергија, си бара многу време, без разлика дали проектот е, например, не знам, реновирање целосно од рушевина да направиш нешто или е само да избереш гарнитури, маси, кујна, столици. Мислам, се си бара посебна концентрација некако. И Осветлување. осветлувањето е, мислам, најспецифично. Кога Да. ќе стаи светло горе и после нема да ти се отвори вратата од плакат. Да. Тоа е најинтересно. мислам. Најинтересниот момент. Најубаво. Најинтересно е тоа. Многу е убаво. Така, да, мислам, ја сега стојам до тоа дека секоја професија е тука со некаква цел. Да. Мислам и секој треба да си го работи она за што е обучуван, Точно. зашто трошел време во животот, зашто бил посветен, така да сите ќе бидеме најдобри, мислам, генерално, ако Да, го и работиме тоа што го најзадоволни. знаеме, да. Така да, Тоа што го сакаме. да. Мислам, добро, и порано истото и со медицината било, мислам, нашите биле доктори. Да. Тие се тие генерации што се Знаја се знаја, се, да. Така, да. Уште знаат се. уште Да. да. И мислам, Како сте со слободно време во животот? а не сме. Не сме. Во недела од 7 до 10. Па генерално Супер звучи, ама не. генерално не. Немаме слободно време. Не знам Да. кој има слободно време, Верче ти има слободно време? Понекогаш за налюлешки морам, ама тоа ми е втора работа. Да. Така да, генерално Немаме слободно време. финален одговор е тоа. Да. Мислам, се наоѓа секако со добра организација може да постои тоа, ама некако Ама пак ќе си куцниш некоја порака, Да, настава. ама ние не избираме. Да. Ама морам да вратам на пораката. Да. Сакам да слушнам уште нешто интересно од вас, некое интересно искуство, не знам, некое смешно искуство.
смешно искуство со клиент или Во некој проект, Од нас или од... некој голем гаф. Имаме многу. не знам, најголемите Пофалете се со гафови некој. ни се на факултет, Да. а после тоа со Среќа. клиенти, Не може да тоа. после тоа некако се контролираме. Од последен проект Што имаш? на еден клиент решивме да поклониме слика. Сам. Направивме едно дело кое што се вклопува нели во самиот интериер. Ние бевме многу фасцинирани од тоа што го направивме. И ја однесовме, мислам, сликата. Ја носевме на кола горе. Да, Ја ја држиме качевме на одгоре. кола, ја врзавме со сајли. Ме Сликата замислувам. беше 2 метри на метар и 40. Да, така. И Сидора ја држеше од него. 2,20 беше, да. Да. И вака стоиме од кола, Ја и Сидора држи позади, имаме уште една колешка Стефи. Да. Ќе ја запознаете можеби и неа на следен подкаст. Сигурно. Да. Да. И ја држиме сликата, Стефи вози, ја носиме сликата, ние, значи, среќни ќе подариме слика. Се молите да не заврне, пресреќни. само? Да. Ја качуваме сликата, ја местиме поради тоа што и осветлувањето беше, мислам, ние ја планиравме сликата од почетокот на решението, нели? И А беше имаше изненадување, уствари. Изненадување, да, и имаше, мислам, сет, осветлување на точна позиција, панелите идат до точна позиција, сликата е точна димензија, само за да се вклопи таму. И ја однесовме и Исидора. Да немаше икона на местото. На сликата икона. Да, па мислам, немаше икона, ама ја местиме ние сликата и дојде клиентот и вика. Мислам, маши жена се, луѓето, жената беше фасцинирана, исто Да. како нас. Ама мажот каже, да порасне син ми, па ќе го доцртаме. И како ја довршиме сликата. Ја да цртаме. А ние само кажавме, добро. Немавме време. Да. Не. Немавме време, ама За ќе тоа ја завршиме. направивме вака, за да ја довршите, мислам, да биде Тоа интерактивна беше сликата. Да. Уште еден гаф, не знам. Да ви кажеме од факултет, може би Од таму факултет не се имаме најдобри. Тука не може, Да. мора да се имавме еден, посериозен. Да. да. Не можеш да се Не опуштиш. може со сите. Имавме јас и го рана еден гаф со еден клиент. Една слика исто ставивме, ама брзо ја тргнавме. Да. Да. И па, мислам, така Се случува, да. Да, кога нема убаво да се распрашаш. Да. Така е исходот. Мислам, ама ја сменивме сликата, оваа му се допаѓа, така? Да, одлично. Па, сега се наоѓа решение. Така да. Се сетивте на уште нешто? Се сетивме. имаме. Мислам, ова е најлегендарната. Не кажете само ако сте джамирале. Не. проекти. Вака, ова беше втора година на факултет. Јас и Сидора почнавме да работиме како партнери. Јас чекам да слушам што ќе почне да... Знаеш дека има нешто на ум, ама се ја тај. после прва година на факултет отидов да работам у Германија. Работев како собарка, како чистачка и Што ќе се најди? да, и тоа мислам многу убаво си поминав, едно од подобрите искуства во мојот живот. Се враќам тука, продолжуваме со факултет, втора година, имаме еден професор, се вика Јован. Предава проектирање и студио у втора година. И е еден професор од кој што сите се плашат прва, втора година, така малку, ама после дознаваш дека човекот е многу добар и можеш да научиш многу од него и е Легенда. намистина легендарен човек, ама ние тогаш исплашени и работиме Знам што до ќе до Сабајле, требаше да се предаде вежбата од 2. Ние ја принтаме у 1:55. Ние, само да кажам, значи, цртавме цела вечер. И многу беше смешно затоа што јас сум човек што функционира на инспирација. И А јас јас сум немав инспирација во моментот и Горана сед вака исто на кауч седиме и Горана ми вика: Исторо, Сконцентриран. најди го тој кој инспирацију. Цртај. Да, нема многу инспирација. Цртам да се заврчи. Немам инспирација. На дизи некој да правам, викам кај се.
инспирација. Да, она функционира многу на инспирација. Ја Да. малце сум функционирам дига на тој инспирација, инспирација. ама Она кога нешто црта. мора да се заврши, ќе се заврши со или без инспирација. Можам да ја замислам. И доодиме ние, перфектно изгледавме, многу убаво изгледавме средени, не спиени цела вечер. Претходната Со вечер 10 макета кафиња. правевме, лепевме цела вечер и порано си отидовме дома. Ќе завршиме ние. Ке завршиме. Печатиме постерот. Да го печатаме постерот и на постерот ништо. Сите линии не биле ставени да се принтаат, зашто би биле Нема ставени да линии. се принтаат, нели? И го мотаме постерот, се најкултурно, што да мора да го носиме, немаме друг избор, или ќе го паднеме предметот, или ќе однесеме постер и тоа е тоа, не постои ништо друго. И стоиме пред вратите Па на може вака и ќе професорот. пројде. Да, да. стоиме пред вратата, абе ние вака се тресем. Значи сега ти влези, не ти влези, не стоиме. Ке влеземе, не. И влегуваме. И му викаме професора, значи не се нешто проблем. И вика, Печатаваме, професорот вика, работевте во блок? И ја викам, да, а ова вика не. Викам не, што е тоа? Не, како? Ја викам, да, во блок. И он и се да вика, не сме работили. И он вика, ти ќе ми кажеш што сте работили. Ја викам, да, во блок сме работеле, за викам, тоа да, е во блок. проблемот, вика. Тука е проблемот. Тука е проблем. Вика, Човекот сакал да ми помогне. Не. И вика, Нема ајде, шанс. испринтајте, донесете го утре проектот. Го носиме утре проектот, он долуде кон мене. И вика професорот, качете го проектот у кабинет и фрлете го тоа ѓубрато. Супер, вика. Се качуваме ние горе у кабинет. И го оставаме постерот и ја го земам ѓубрато од канта. Ја гледам. Викам, шо правиш? Ѓубрето да го себрам. Викам, Гога, ѓубрето не е претходното испринтано. Она, не, и седиме и двете. А ја чиста по Германија, мене ми дојде природно. природно. И седиме во канцеларија кај него. Кој како се сваќа? И, абе, не ѓубрето. Не ова ќе го земеме. Не ѓубрето. А замисли да беше сама. Ја ќе Може го ќе соберем изчистеше ѓубрето. канцеларијата, Нема да, и сигурно ќе проблем. изчистеше, да. Ѓубрето, И само да го прашината, положам да. предметот. Нема друго. Се што треба ќе направи. Се што треба ќе направам предметот да Ќе биде ја светнам канцеларијата. Така, да, тоа беше многу Јак сам. момент, На јак крај ќе момент. оставивме и ѓубрето и ѓубрето наше. Да спореди. Викам за секој случај нека стои се. Да, ова никогаш му го немаме кажано, ама еве, може би ќе го гледа подкастот. Мене и ми ќе- беше најтешки, да, сигурно. Мене ми беше еден од најтешките моменти на факултет, делот со неспиењето. И јас си сум човек што сака да се спие. И Верче, не изгледаш морав, така. сум morning person, значи се будам во 7, али морам јас да одспијам 7-8 сати за да функционирам. И делот со цела ноќ цртање мораше, ме знаеа колегите, значи доаѓа 4 сато, кризата е кај мене, јас морам од 4 барем до 5 и пол, значи Да си дремнеш? една дремка, да. Дремнеме. Значи Power nap. морам до 5, станувам, завршувам со туширање или што и да е и одиме на факултет, супер предаваме проект. Ние не се дававме. Не, А она пошто се даваш. секогаш јас бев таа матичната што кај мене се собираја колегите за да работиме заедно и секогаш како домакинка си легнував, си одспивав, тие беа тука како бекап да ме поддржат. Да. Ја По морам пет- да дремна, да. вие чувате куќата, Да, тука се сум. будам во 5:30, ако се успиам да знаете во 5:30 мора да звони аларма. Мислам дека кај нас Најтешки беше дел. добро што бевме заедно, не се и повеќе колеги бевме што цел време Па да, работевме. сите во групи Ама кажи сега најчесто. што си правила. Јас. Не. Јас сум човек што додека не се заврши работата нема да трепнам. Да Значи, станеш од... Ќе се Освен ова заврши. Европоле, која се освен даде. Да. Е, Во последниве 10 години сум иста. Да. Иста, значи не можам да станам од столчето, дури не го завршам. Не, Е, па и не, јас Што сум и да таква. Да, да. Ама и Сидора. Имаш еден момент. Седиме тука, цртаме, јас седам на фотелја, она на кауч. И ми збори, ми вика, дојди да видиш ова, што мислиш? И ја, и вака како што сум застанала. Спиеш. Кома! Изучам, издора. А иначе и кажав една тајна. Ајде не го кажам ова. Кажи го, мораш да го кажеш. Сега мора Што ме тајна сите на интриги. И кажав на неа дека
Ко многу ми се спиеше ден, ке цртам и готово очите, значи... А не можеш да признаш ке те убие Горана? Значи, не, ке треба да се караме, значи нема шанс. Ке до WC ке одам. Ке одам до WC. 5 минути. Добра фора. Ке се дребнам. Ме признам дека си дребнувала веќе. Значи стварно си била строга. Па Не. не, мама така некад. Не, Мора ние еден две да- си имаме Еден комуникација. еден мора Се да ги знае. држи конците. Не, ние сме многу спротивни како луѓе, ама многу добро се склапаме некако. Да. Од Па сепак затоа сме се разбирале, склопуваат. да. И Се Не знам. надополнуваме у работите. Мислам, баш си се надополнуваме. од секогаш така некако сме биле поделени. Да. Ама- Имаше ситуација кога бевме на летна школа, кога ми заспа на маса. Викам Гога. Да. Вика ја. Не беше мака порано. Да видиш како е, дека не можеш да Викаме издржиш. се. И ти не можеш да издржиш. Да, ма интересното е што на факултет ја никогаш не сум работела делот со дизајн, со, не знам, со интериер. И никога кога завршив на факултет, ја почнав тоа да го работам. Да. А јас И- се префрлив на Она се префрли на на веб друг. дизајн, на графички дизајн. И и после некако некако се се склопивме склопивме. пак. Да. Да, и Да. многу беше чудно што почнав тоа да го правам. Да, јас секогаш графичкиот дел сум го работала. Сам проектантски секако заедно, ама така Мора сме еден да биле. има со шминка. Да, да, да. Мора еден да има Она шминка. како шминка, значи не можеш да го препознаш после. Тоа сме го Тоа е умешност, сме го искрено. залепиле и го гледаш и викаш, ау, размислено, нема плаге вете. Значи, си седам би дошла инспирација у 5 сат со бајле. Моментот. Да, ама тоа од факултет го влечеш уште некако. Да. Поради тоа што сега сме научени да наоѓаме поента на се. Да. Мислам дека факултетот така те тренира не да си практично да знаеш и да разбереш, него да ти го оформува мислењето на некој начин. Точно, И, да. и сега ние некако сме научени да бараме поента на се, па зошто е вака, па зошто И реално ова мислам онака. дека треба да биде така. Да. Да. И некогаш сме имале ситуација, му објаснуваме на клиентот, ова ти е тука за да добиеш една целина, за да не се осеќаш вака, за да не се осеќаш. И он те гледа вака бледо. Ама мене ми треба повеќе плакари. Добро. Зашо ми е лајсната тука сега ми ја ставив ти во Мене ми светлото, треба не ми треба повеќе светло, да. плакари. Да, да. Ја плакари сакам, добро, ајде. Плакари. Мене некогаш ми е многу криво, кога работам со мојот колега Дејан. Дејан е така со страст си работи работата и кога ќе нацрта нешто што него го исполнува, значи така пон себе кога презентираме проект и кога ќе стаи некој детал, стварно му е многу добро смислен и јас знам зошто му е смислен и си го поддржувам нормално. И го имаш моментот. Ова шо е тука вака? Не, светла, многу светла. Не, тргни тоа светла, не. Тоа светла лајсни. Не, лајсни кој? Не, децата ќе ги чукнат, ќе ги изгребат, не лајсни. Паѓа се во вода. Значи, паѓа се во И на вода. крај вака ги брижиш Да. сите работи што И завршва највише ти пример се свиѓа. проектот и онака, свегаш. Ни го уништи? Не ти го уништи, не се ќе супер, се ќе види кој што треба, ова ќе го средимо, пак ќе го има тој момент, пак ќе го има тој момент. А реално да. Затоа што секогаш го правиш нештото, не ја ставаш ти, не го ставаш светлото таму само за да го ставиш Да, да го да. пополниш зидот, си има се некоја приказна. Размислено ти Да, е се. ама едноставно Мора да научиме да не се... некои луѓе стварно сакаат само функционалност. Да. Да, ќе им биде убаво и пријатно да им бидат боите погодени, но си сакаат функционалност да имат повеќе и Ама- повеќе искористен простор. И тоа е фер. Да. Мислам, реално е фер. Така На крај е, на да. денот ние сме тука да им помогнеме, не да им се мешаме у животот Точно, на некој начин. точно, да. Пошто ако на него му треба тоа, Твое да предложиш и да кажеш. Така, Да. така, така, И мислам. Мора да се стави граница да не се заљубуваш во твојот дизајн. Да не се Тоа е соживуваш, многу да. тешко. Затоа што Многу е емотивно тешко. малце така и лично ги сваќаш Да. критиките, односно не критиките, промените. Тоа не се критики, тоа Боли малку. да. Мислам Малце вака така ќе те- душевно осеќаш некој Малце немир. така ќе- Зашто колку беше убава бојата ми ја смена. ќе се Е, баш насмееш. тоа највише ми се свиѓаше. Да, и најчесто тоа кога би требало да отстраните нешто од некој стил или можда некој тренд во моментот што се случува. Што е тоа што би го тргнале веднаш?
Лајсните? Не, дзидните лајсни реално многу станаа тренд у последно време. Да. И некако многу се ин, ако можам така да кажам. Се уште за Не жал. нека се лоши. Да. Да не се сватиме погрешно. Нас ни се преку глава малку. Да. За Тоа сега сакам сакам да идеме го кажам, да. На луѓето му е нешто ново, а нас ни е Да. Ама има интересни 3550 начини. лајсно нацртана. Ама има интересни начини лајсните да се искомбинираат. Сега им се свиѓаат лајсни, ама мора малце да ги научиме дека лајсните не мора да бидат само обично, едноставно поставени на ѕид. Може и на некој друг начин. Да. Така некако. Друго нешто? Може би златната боја малку ми смета. Ама Розе голд или не, златна. Не за друго, затоа што не можеш да искомбинираш се со истата златна нијанса. точно. Тоа е тоа што ми смета. Мене не ми смета најдеш златното, да биде. туку ми смета баш тој момент што не можеш да Да. искомпонираш рачка со лајсна златна да биде Да. иста, со Ништо. метален профил, со не знам. Сега имавме баш еден проблем, не можеме да ги склопиме бравите рачките од вратите со другиот златна како златни Златен детали, декор. да, во интериорот. Епа, Никако не може да се. ништо. Мора да направат една златна колекција. Се да стават од таа. И ногарки, и рачки, Една и златна боја. чешми. Абе, се од истата да се направи. Поради тоа што, да, најтешка за комбинирање ми е златна боја. Мислам дека. А е доста актуелна моментално. Да, моментално е. Ама и, мислам, многу тешко се наоѓа генерално. Тоа е уствари најголемиот проблем. И па кога ќе Не излезе дека од лошо изгледа, од тренд, тоа Тогаш- ќе биде кај нас. Да, Ќе има тогаш ќе- насекаде, да. кажеш, Да. кој ми требаше. Да. Така, да. Исто како со црниот метален профил и се што е сега црно, кога сакавме да имплементираме црни метални лајсни детали, чуда, така натаму не можевме да најдеме никаде. Да. Сега се е црно. Са не е веќе интересно. Да. Ни помена интересно. Ама, добро, црно, пак. Што би сакале да кажете нешто за крај, што не ве прашав, а сакате да споделите како искуство, можда или нешто, некоја порака за гледач, прецрташ. Да, ма често клиентите не знаат точно што сакаат. Ние сме тие што треба да ги разбереме нив и да видиме уствари они што сакаат. Тоа не е уствари на нас работа. Да. Треба да сватиме они што би сакале. Баш сега работиме еден стан каде што клиентот ни даде плейлиста на музика. Супер. Амбиентот, Супер. Да, не даде идеи, мислам, не даде конкретно. слики, Pinterest идеи кои му се свиѓаат, туку не направи плейлиста со музика. Да. И тоа беше, тоа уствари на нас не е работата. И тоа треба да го, мислам, тоа треба да се разбере, дека уствари ние сме тие што го правиме реалност, тоа што и самите клиенти не знаат дека го сакаат. А клиентите треба да бидат слободни, ако сметаат дека треба плейлиста да ви направат, Да. плейлиста да ви направат, значи. Да, Да, ама не е предизвик, мислам, не очекуваш дека некој ќе ти прати плейлиста за ама интересно е. да му го направи Многу, станот, да. Многу. Да. Браво, одлично, 10. Стано Одлично. мислам. Да, И ми Секоја кажа, чест. гледајте го тој филм. да. Тој ми е мудот. Добро. И Супер. стварно помага. Мислам, интересно и тешко е, затоа што пак музика е нешто што Му го доловивте ли му? различно ја перцепира, мислам, различна слика добиваш од своето Да, искуство. различно ја доживуваш. Музиката различно ја доживуваш. Ама кога ќе чуеш 10 песни, веќе почнеш да сваќаш тука има романтика, малце, викаш, добра, веќе светлото го гледаш. Да. Може да ги кажеме на сите да не праќаат плейлист. Да, Некако вака Или како јас- размислувам Многу да ги добра избациме идеја. сликите. да. Поштеде ни 3 умилени ваши песни. Да, да. И ја слушаш Цеца. Не, тоа би било. Што би нацртала на ци? Не знам, со Цеца може да ги поврзувам лајсните. Така Златни или? Не, лајсните како лајсни, некако богато ми изгледаат пак, иако е тренд кој сакаме има, да го ги има. тргнеме, го има, вака, со различни профилации, Да. со такани, и вака,
Уметнички слики. Одлично. Мило ми беше што ми бевте гости на овој подкаст. Убаво си се шаливме. Понашки. Се надевам дека ќе се видиме пак. Следниот пат ќе ја донесите Стефанија. Да. Ако ви треба луѓе, имаме многу. Да. Супер, супер. Слушнавте? Има луѓе. Директорот се уплаши дека не. Ние ќе се видиме секако утре задутре. Да, тука сме. Фала ви на се, фала ви на времето. Знам дека сте одлични, ќе бидете уште поодлични. Благодариме на поканата. Се гледаме во следната емисија. Фала ви на вниманието и поздрав!